Сдруженијето за помош и подршка на лица со Даунов синдром веќе 14 години го обележува Светскиот ден на овие лица со една јасна порака дека тие се тука и дека ние како општество треба да ги прифатиме. Оваа година кампањата по повод Светскиот ден на лицата со Даунов синдром траеше некаде 20 на дена од почетокот на март. Јавни личности ни испраќаа видеопораки во кои што ја даваа својата подршка. Тука беа основните и средните училишта со своји видеопораки, како и спортските клубови од Струмица. Денес сите ние сме тука повторно заедно да го означиме овој ден, да го одбележиме и да испратиме порака дека иако сите сме различни, сепак сме исти. Затоа на еден посебен начин со музички хепенинг, со учество на основните и средните училишта, со учество на детски фестивал од Струмица, сите заедно ќе бидеме дел од манифестацијата по повод Светскиот ден на лицата со Даунов синдром и на тој начин ќе ја заокружиме кампањата Различно исти. Сега велиме различно исти. Вие континуирано праќате пораки, правите манифестации. Меѓутоа, колку општеството, сите во општеството, почнувајќи од институциите па до обичните граѓани, вложуваат напори за да ги прифатат овие деца, овие луѓе да бидат исти и што е тоа што недостасува за да може и сите лица без разлика дали се со Даунов синдром да си го добијат местото кое што го заслужуваат. Јас мислам дека општеството се повеќе и повеќе ги прифаќа овие лица, институциите исто така. Се уште недостасува да бидат прифатени во целост во однос на професионалниот тим во основните училишта кој што ќе ги пречека, во однос на индивидуалната програма кој што овој професионален тим треба да ја спреми за тоа дете да биде сместено во училишните клупи, но затоа ние сме тука, родителите и ние како здружение, секојдневно да испраќаме порака дека условите за живот и за образование, за социјална инклузија на овие лица треба да бидат на високо ниво, за да бидеме сите еднакви партиципиенти во ова општество. Освен образованието, рекол, значи овде несомнено треба да се работи. Колку имаат можности, колку се прифатени, колку треба да се подобруваат условите во другите делови од општеството, во делот на вработувањето, друг тип на ангажмани? Да, тоа е проблем кој што сите како родители не допира. Едноставно оспособувањето на нашите деца после нас да бидат самостални и затоа мислам дека треба повеќе да работиме ние како родители, да испраќаме порака, едноставно да ги бараме условите и начините на кои што ќе ги усовршиме нашите деца да тие еден ден бидат самостални граѓани на оваа држава. Отворени ли се и компаниите и институциите за вработување? Да, среќа што живееме во Струмица, во еден град каде што наидуваме на прифаќање на различностите, наидуваме на добар прием кај општествено одговорните компании кои што секогаш ни помагаат како и општина Струмица за да направиме еден ваков настан од типот на прифаќање на различностите.